По оспорувањето на придавката македонски од бугарската страна, кој потпора наоѓаат во Преспанскиот договор, појаснување даде премиерот на државата Зоран Заев, кој што вели дека сите сме сведоци на секојдневното користење на придавките македонски и македонско. Нормално, законот за ратификација на Преспанскиот договор прави јасна дистинкција кога зборуваме за владата на Република Северна Македонија, за Министерство за здравство на Република Северна Македонија. И таа дистинкција е јасна. Но кога зборуваме за македонската историја, кога зборуваме за македонската политика, за македонскиот исток, како што ни е Штип, кога зборуваме за македонскиот народ, кога зборуваме за македонско, македонец, македонска, македонско или слично, секако придавката е идентитетска и таа е јасно дефинирана, така да во овој дел апсолутно нема никакви дилеми. Според Заев, патот е тој, со продолжување на разговорите, дури и отстапување на одговорите за ова прашање за наредната година. Тој очекува пријателска Бугарија да направи исчекор напред и да дојде до решавање на прашањето со придавката македонски и почеток на преговорите со Унијата.